Да се вика Македонска револуционерна организација. Да биде револуционерна. Да действува исклучиво на територијата на Македонија во низините природни и историски граници. Да действува за остварување на политичка автономија на Македонија. Основачите да се македонци, да имаат авторитет и да живеат во Македонија, за да бидат постојано во контакт со населението во Македонија. Организацијата да биде самостојна и независна, да нема никакви врски со владите на соседните држави. Ова биле принципите врз основа на кои на 23 октомври 1893 година во Солун од страна на 6 македонски визионери Даме Груев, Петар Попарсов, Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Иван Хаджи Николов и Антон Димитров била формирана Македонската револуционерна организација. Појавата на Македонската револуционерна организација, препознатлива и прифатена од широките народни македонски маси, како ВМРО, е најсветлата пројава во македонската историја која ја пробудила свеста кај народот дека е достоен да има своја собствена држава. После низиното основање, револуционерната идеја започнала брзо да се шири помеѓу широките народни маси, пред се меѓу прогресивната младина и нивните професори кои стануваат рбетот на организацијата. Смрт или слобода била паролата под која организацијата постепено ги ширила своите редови. Во неа се вклучиле повеќемина македонски интелектуалци, како што се Пере Тошев, Ѓорче Петров и Христо Матов. Во 1894 година во редовите на ВМРО се вклучил и Гоце Делчев, кој постанал нејзина најпрепознатлива фигура и кој со својот авторитет успеал да ја прошири мрежата на организацијата и до најмалите населени места во Македонија. Годините течеле во ширење на идејата, собирање на оружје, формирање на чети и подготовка на народот за сеопшто востание. Девизата на Даме Груев "Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај", доволно јасно говори за тоа со каква страст и решеност предводниците на ВМРО го подигнале народот во организиран отпор. Како резултат на таквите подготовки, на 2 август 1903 година било кренато Илинденското востание, кое и покрај тоа што било крваво задушено, представува круна на дотогашното револуционерно движење во Македонија. Истото ја натера Европа и светот да обрнат внимание кон нерешеното македонско прашање и обесправениот македонски народ. Во годините после востанието, ВМРО изминала тешки искушенија во барањето на најсоодветни легални и револуционерни средства за ослободување и создавање на самостојна и независна македонска држава. Имала победи и порази, била соочена со восхит и очејување, делби и меѓусебни конфронтации, но незината крајна цел од почетокот па се до крајот била и останала слобода за Македонија и создавање на самостојна македонска држава. Таквите идеали останале да бидат водилка и вечен мотив на македонските граѓани во сите понатамошни борби и активности по кои се создала современата македонска држава. 23 октомври, ден на основањето на внатрешната македонска револуционерна организација, ден на македонската револуционерна борба.